Ако ви нека ги донесат, нека работат малку и за нова година. Добро вечер. Македонија, македонци, добро вечер. Македонски народе, каде и да сте на планетава. На 5 минути до 12. Значи 5 минути пред нова година ние го блокиравме патот пред Собранието на Република Македонија. Ако се тргнам. И како што ви најавивме, ќе протестираме, односно ќе прославиме нова година тука, на улица. Не е ова прослава, ова е протест, буквално да го искажеме бесот за ова предавничка 2018 година, кога беше донесен законот за двојазичност, кога беа затварани македонски патриоти, кога беа судени македонци за тероризам, а амнестирани албанци за тероризам, година во која што се отпочна со промената на уставот, година во која што се потпиша преспанскиот грчкиот договор, кој што менува суштината на државата, година која што треба да биде запишана како црна, темна година на поновата македонска историја. И додека другите слават, таму во позадина се слуша, се забавлjaат, мислам на оние мастодонтите Прљаво казалиште. Ние ја блокиравме улицата пред собрание и ќе бидеме тука во 12 часот. Мислам дека и сега тука некаде... Македонци уште 6 минути има до нова година. Значи, ќе останеме тука да пројде времето преку 12, преку 24:00. Ги поканувам тие од жена пак да дојдат вамо исто да ни се придружат на улица. Значи, овдека не пее Прљаво казалиште, овдека се слуша не казалиште, не знам како беше, Барни Ваљак, овдека се слуша македонска патриотска музика. Послушайте малку. Проценете сами дали треба да се слави нова година, да се чека нова година, кога сме во пресрет на промена на уставот, промена на уставното име, решењето на Асомските принципи, запишувањето на Охридскиот рамковен договор и така натака, и така натака. Јас мислам дека ова беше единствениот правилен начин да се биде тука на улица со протест против ова уништување на Република Македонија. А како што кажав повеќе пати досега, ако ви е поубаво на Парни Ваљак, бидете на Парни Ваљак. Ако мислите дека ова што се случува со Македонија е исправно, нека биде така, но за нас е силна индикација тоа што на референдумот 1.200.000 луѓе не излегоа и кажаа дека не се за промена. Тивкото мнозинство си го кажа своето мислење на 30 септември. Но мислењето на тоа тивко мнозинство не се почитува и корумпираните политички елити продолжија да го малтретираат и народот, и работењето во парламентот го претворија во една сервилна структура која што исполнува
туѓи агенди. Нашиот народ со тоа не се согласува. Нашиот народ не се согласува со насилна промена на уставот, со бришење на, односно додавање северна во уставот и ние сме повторно тука и ќе продолжиме да протестираме. Еве имаме и представници од македонската емиграција. Добро, вели Штевица. Ајде искористам можност да ви кажам дека имаме уште настани. Ќе одиме пред куќата на пратеничката Александрова. Таму ќе испорачаме барање да не учествува во промената на уставот. Ќе имаме голем протест на 9 јануари кога е закажена седмицата за конечната третата фаза промената на уставот. Значи тука ќе се собереме пред парламентот. Може би мислите дека треба да дојдете на 9 јануари. Ваш е избор од кога сметате дека треба да бидете тука. Како и да е, ние ќе ја тераме оваа битка со демократски методи докога можеме, додека не држи силата. Позади веќе почнуваат да пукаат петардите. Предпоставувам дека ова е нова година. Ако дојде 2019, имам само една желба, да се понадевам дека во ова 2019 нема да ми го променат уставното име и нема да ми го избришат идентитетот. По звуците се гледа дека е нова година. Си слави хунтата нова година со народни пари. Но ние сме пред парламентот. И да остава да дојде македонскиот народ, чист народ, некорумпиран народ на власт. Останати корумпирани да ги снема од Македонија. И полицијата да не ги штити повеќе оние криминалци кои се во оваа зграда. Среќна и беричета. Полицијата е блокираше улицава. Од оваа страна може да видите. Ние протестираме пред собрание. Додека со народни пари се слави нова година во пресред на промената на уставот. Продолжуваме се. Ајде нова година, Ajde, sa sreća, veliki lошото победи. Вечем ќе биде, ајде пишем. Јас се грижам дека лошото допрва доаѓа.
сестри македонци од Скопје, Македонија или распослани из целиот свет, избегани од немајкаде во емиграција. Ние сме пред Собранието на Република Македонија. Овдека за 9 дена треба да се донесе промената на Уставот во конечната трета фаза и после тоа ќе биде многу потешко да се врати назад. Да разбира, нашите структури, македонските патриотски структури, никогаш нема да го признаат тоа што се случува, но ќе имате начин, ќе ве повикаме да дојдете и на протест. Закажан ни е протест на 9-ти. Ќе се спротивставиме со демократски средства, начини и нема да го прифатиме ова предавство кој што се одвива овде внатре во оваа зграда. Во моментов Скопје слави Нова година, а мала група на ентузијасти протестира пред собранието против промена на името. Ние сме представници на коалицијата Македонија блокира и за таа пригода, ако е пригода, го блокиравме патот пред собранието на Република Македонија. Добро размислете, остануваат уште 9 дена. Остануваат уште 9 дена до конечната промена. Независно од политичката опција на 9 јануари треба сите да бидеме на улица, се спротивставиме, да се врши понатака притисок и уште еднаш да потсетам, да се надевам дека нашите пратеници што гласаа во првата фаза, во втората калкулира дека нема да гласаат во третата фаза да се промени името. Еве гледате трошење на народни пари позади мене. Гледате како се трошат пари. Да ве поздравам, каде и да сте, пренесете ја пораката и да се обидеме да Македонија и ќе се бориме. да ја спасиме Македонија, Ја брат. спасиме сигурно. Да ја спасиме Македонија. Тие И таму нема со вирус попуштање. ние сме леко. Амин Господи. Амин Нема да- Господи. Амин Господи. Да им помине. Еве и ние на наш начин се честитавме. Начинот е тоа дека ќе се случи чудо и нема да се промени уставот. Еве го и тука е и Логан, дел од активен дел од коалицијата Македонија блокира. Еве и те тагиравме, праша за опција таг Facebook, како и да е. Имајте, македонци, убава ноќ. Убава ноќ. Благодарам, брату. Убава ноќ. Ние бевме тука за новата година. Протестиравме пред собранието. Вие можете да го споделите ова видео. Можете да зборите со вашите блиски. Можете да се спремите за отпор. Можете да ни се приклучите. Ете, тоа се варијантите. А можете, се разбира, и да останете дома и да не правите ништо. Да сте живи и здрави, да е жива Република Македонија.